Значи вака се, ова е тежок предизвик. Морам да ти најавам. Уште подобро. Ќе ти дадам неколку реченици Мгм. од некоја мистериозна атмосфера, измислени реченици од мене. Аха. И замисли ги тие реченици дека се во дел од книга. Една реченица е почеток, една е крај и така Добро. натаму. Ти според овие реченици ќе треба да ми дадеш наслов на книгата. Претпоставував. Ајде. Значи употреби имагинација. Градот беше потопен во темнина, а тишината ја нарушуваше само звукот на сирените. Клучевите беа пронајдени во џебот на мртвиот човек, но никој не знаеше што отвараат. Тишината во библиотеката беше нарушена од звукот на страници што се превртуваат. Огледалото го одразуваше неговиот лик, но нешто не беше во ред. И последна, студениот ветер го галеше неговото лице, додека чекореше по пустите улици на градот, барајќи трага која можеби повеќе ја немаше. Што знам од вас, што те слушам вака и има силна ноир атмосфера, ноар, она атмосфера. Ја така ја доживеав барем. Така? Би рекол hard boiled. Сега како би го превел тоа на македонски? Тешко варено, тешко сварливо, а? Ние немаме директен превод на тој термин. Не, тешко сварливо, туку Преварено, а? не. Нема, сум го читал тоа, сум го истражувал, да. Али јас ја доживеав како hard boiled, да. Да. Ја не ми Можеби. беше замислено, само реченици пишував онака, ама да. Значи Свија, тоа ми се свија. тоа како прво, да.